Штип Синоќа беше центарот на љубовта, музиката и хуманоста. Градот по втор пат го организираше големиот трибют концерт во чест на Тоше Проески. Илјадници луѓе се собраа на 21 август заедно да ги испеат безвременските хитови на нашиот ангел со глас од светлина, чија музика и денес живее исто силно како и пред повеќе од една деценија. Повеќе од 5 часа сцената во Штип беше дом на најголемите македонски музички имиња, кои обединети во емоција и искреност му дадоа почит на Тоше. Секоја изведба беше проследена со аплаузи, солзи и насмевки, а публиката во еден глас пееше песни кои одамна прераснаа во химни на љубовта и добрината. Оваа ноќ не беше само концерт, беше вистинска мисија на хуманост. Средствата собрани од концертот ќе бидат донирани за реконструкција на улицата Тодор Проески во Крушево, како символична, но значајна поддршка за градот, кој секогаш ќе биде негов дом. Водителите Миро Кацаров и Верица Донев ја водеа вечерта со топлина и достоинство, потсетувајќи дека Тоше не беше само пејач, туку човек чија хуманост, скромност и љубов кон луѓето се неговото најголемо наследство. Иако физички не е со нас, Тоше и понатаму живее, во секој тон, секоја насмевка, секоја искрена хуманост. Штип уште еднаш покажа дека неговата светлина никогаш нема да згасне. А еве како познатите се присетуваат на неговиот лик и дело. Огнен си од оние генерации кои што буквално растеа со Тоше и со неговата музика. Што за тебе значи Тоше и неговата музика? Па, убаво кажа, јас сум и растен и среќен сум и чест ми е што сум имал прилика и да се дружам со Тоше, што се вика, да бирам во негово присуство, бидејќи Вујко ми соработуваше со него на неговите албуми, концерти и многу пати има Тоше доаѓано и кај нас и го знаев, го познав и што се вика, ради него сум почнал да пеам, бидејќи Тоше е еден од моите најголеми идоли. Чести и задоволство ми е што до ден денеска ги пееме неговите песни, што ќе ги пееме и што ќе ги учиме сите генерации понатамошни да ги слушаат и да ги пеат. Какво чувство те врзува за неговиот лик и дело? Какво чувство? Пред се многу емотивно чувство, бидејќи Тоше беше еден голем хуманитарец и емотивец. Самиот он го знаевме како беше, кога стануваше збор да се помогне на некого, кога стануваше збор да се направи некое добро дело за некого, секогаш беше прв што го правеше тоа. Така да ете прво ми доаѓа тоа на памет и после се остана до цела негова кариера дека беше најголема балканска ѕвезда и многу други работи. Имаш ли некоја посебна песна, емотивно што те врзува за него? Да, емотивно ме врзува. Така ја чувствувам како цел живот да го има раскажано за цела негова кариера од кога е роден, Игри без граници. Тебе сежам додека зборам го има опишано како цел негов живот таа песна и едноставно таа песна некако кога ќе се спомнем е најемотивна и секогаш сум така растревожен кога ја слушам. Иначе не можам да одвојам некоја дека ова ми е омилена или ова највише ја сакам. Сите буквално песни ги сакам и сите ги слушаме и кога имавме консултации со организаторите за кои песни кој што ќе пее. Едноставно не се ни замарав што ќе отпеам, бидејќи сите песни ми се од Тоше хитови, сите песни ми се првува и што и да ми дадат реков тоа ќе пеам. И какво е чувството вечервајте да настапуваш по негов повод, поготово што е хуманитарен настанот? Кога станува збор, кога ги пееме неговите песни, посебно по негов повод секогаш е. Јас иначе немам трема, имам така некоја позитивна, ама кога пеам песни од Тоши на некој ваков настан што е посветен на него, имам многу трема и не е сеедно, но тука сме сите професионалци и ќе направиме се до тоа да изгледа барем делумно како што го правеше да изгледа он. Спомена дека често сте се дружеле поради Вујко ти, нели? Дали памтиш некоја анекдота или некоја случка поврзана со него што ќе ти остане доживотно во сеќавање? Нормално, памтам, тоа ми е како вчера да беше во глава уште. Јас бев 6 така години, 5-6 години, кога има Вујко ми проби со него за еден од предпоследните концерти така на градски стадион и Вујко ми не ми кажа ништо, ми рече само ајде дој со мене, ќе идеме на едно место и идеме у коле, вика, сега носам вика на проба, вика, со Тоше и ја цел збеснат. И стигнуваме таму и Тоше го знаеме сите како беше, кога сакаше деца. Кога ме виде,
Јас се закачив што сега до него. Цела проба со мене беше, за рака ме држеше, седев до него, ќе ме стипне, па после ми свиреше на клавир, баш имам таа слика и објавено кај што Тоше свири, јас сум до него. Едноставно, буквално цела проба бевме заедно и што се вика после некев да се раздвојам од него. Кога дојдов дома ми беше така малце, уште сакав да бидам до него и после на концертот нормално отидов кога беше концертот и така натаму и така натаму. Беше дечар дефинитивно. Со кои 3 збора би го опишал Тоше? Хуманитарец, најдобар, не знам, посебен, ангел. Нема 3 збора за Тоше. За Тоше има ни милион зборови се малку, така да нема збори што може да го опишат. Само ќе кажам дека премногу ни недостасува, но секогаш е присутен, го сеќаме дека е тука и ќе живее вечно. Тоше мислам дека е со сите нас пеачите што од сам старт и некако сите растевме и во животот и така и во музиката со неговите песни, така што од секогаш ми бил голема мотивација, иако сум била многу мала кога тој го изгуби својот живот. Сум била само прво оделение 2006 година и ми е многу криво што тој веќе не е меѓу нас, затоа што се уште имавме што да учиме од него. Каков спомен и какво чувство најчесто те врзува за него и неговиот лик и дело? Искрено тоа секогаш ќе биде мюзиклот Тајно моја, кој што беше во чест на Тоше Проевски. Јас ја имав таа чест да видам главна улога и многу ми е драго што успеавме да одржиме неколку представи кои што навистина многу вредеа и дефинитивно ќе беа многу гледани да не престанеше нештото да се емитува, меѓутоа ете тоа е нешто кое што навистина ме поврзува дефинитивно со Тоше. А има ли некоја песна што онака најмногу емотивно те погодува? Може би Иконо моја. Во еден наврат една многу драга личност негова, ајде ќе ја споменам Весна Бејби, ќе ја поздравам. Исто така ми е многу драга пријателка. Додека правевме паузи од представата и во бекстејџот, ми кажа дека Иконо моја му е една од најмилените своји песни, дека затоа многу ретко ја пее на настапи, така што ете, таа беше првата песна која што ја отпеав на аудицијата за мюзиклот. Еве што значи за тебе вечерва да настапуваш во негова чест и со причина нели што самиот настан е хуманитарен? Многу ми е драго што самиот настан е хуманитарен и јас сум секогаш тука да помагам едноставно. Драго ми е што во Македонија се повеќе има хуманитарни настани и би сакала сите да се сплотиме и да помагаме колку можеме. И ние како артисти, многу ми е драго што имаме многу публика и што ќе се пее во чест на Тоше. За мене секогаш предизвик кога е Тоше опрашан. Да имаше прилика, која од неговите песни би ја одбрала за заеднички дует? За дует? Ајде нека биде Волимо сме твои, пошто секако е дует. Нека биде таа и нормално именјачката моја Антонија, само без ја сум ја, така да ето, може таа. Дали би можела да го опишеш со 3 збора за крај? Да го опишам Тоше со 3 збора. Магичен, маестрален и точен. Што за тебе значи Тоше и неговата музика? Тоше значи се, за мене се во музиката. Значи се посебно што остави кај нас македонците, нели, на Балканот остави, мислам дека не мислам дека остави најголем трак за сите млади изведувачи, нормално за постарих, за сите генерации. Каков спомен и какво чувство те врзува за Тоше и за неговиот лик и дела? Па јас имам израсето со песните на Тоше, нели, во таа генерација сум, плюс го имам запознаено, многу ми беше драго на факултетот за музичко уметност во Скопје се имаме запознаено, јас бев тогаш средно музичко, тогаш мислам дека тоа ми беше најубав ден кога го запознав лично така. Има ли некоја посебна анегдота или спомен од нели средношколските музички денови со него, дали сте биле во комуникација или дали имате некои заеднички? За жал не, зашто тој ретко се појавуваше дека поради своите обавези, али кога да го видовме, тоа не беше за нас секако баш убав ден и
убаво сеќавање на него. Со кои 3 збора, да речеме, би го опишал Тоше? Добар човек, хуманист и најдобар пејач. Миро, втора година поред трибјут за Тоше во Штип, знаејќи дека ти си од Штип, дали имаш некаков удел што токму овој настан се организира тука? Да бидам реален, мене ми се јавија лани прв пат, Горан Станеков ми се јави што ја организира ова година и као ми кажа дали ќе сакаш да бидеш водител на ивентот за Тоше Проевски, нема да има хонорар, ќе има хуманитарна нота која што ми се многу допадна и прифатив многу нормално. И кога упознав детето дека станува збор за еден скромен дечко кој што работи кој што треба, оваа година сакав да му помогнам баш токму за Тоше Проевски, му помогнав во организација, во маркетинг, со вас, со други медиуми, со пејачи и така да мислам дека оваа година изгледа малце му дававме на нота на една нота на подобро организирано, попрофесионално и мислам дека сега еден од најдобрите ивенти во Штип е овој ивент. Дали мислиш дека ова ќе прерасне во традиција можеби? Јас сакам, дај Боже. Знаеш, Тошка беше наш идол и ние сите треба да ги следиме неговите стапки, како и неговата хуманост, како тоа колку и сакаше он луѓето, колку беше васпитан. Он беше човек васпитан, он имаше домашно васпитање. И мислам, жално би било доколку се прекине некоја традиција во чест да се пеат песните на најголемиот македонски изведувач од сите времења. Тоа е било крајно глупо и безобразно. А што значи за тебе да си дел од хуманитарна организација, каде што тоа го правиш, нели? И од љубов, највеќе од љубов, со оглед на тоа што нели Тоше беше еден од поголемите. Никој не може него да го стигне, тоа се небулози ако некој се споредува со него. Јас сум човек кој што помага, не кажува. Бог ми е сведок и така да мислам дека никој не знае што сум направил, освен тоа што за свадба рековме дека не треба бомбонери, цвеќиња и глупости, туку пари да ни дадат, ние ги дониравме парите на дечиња без родители, на дечиња кои што ни потребни. Тоа беше јавно помагање. Инаку ние помагаме, ние имаме само 5 домени куќи кои што живеат дома кај нас и многу други работи, да не кажам, да не кажа дека овој се фали, прекинувам овде. Така да не можам кога станува збор за Тоше хуманитарец и некој друг кој па ја да зборам за хуманитарна работа, ми е срам, не можам. Така да убаво е да се следат неговите стапки и тоа што е он. Што за тебе значи лично Тоше и неговата музика? Мој идол. Мој идол. Ја мислам дека ја ради Тоше го работам ова. Не е фейк. Жими мајка, жими се. Ради тоа што го работам ова што го работам. Го немам кажувано многу, пошто јас сум најчесто водител, не сум соговорник. Дали како мал имаше желба да го упознаш и дали си го запознал? Вече Kill Your Idols мајци, Energy Farmer Key, она Ајоре лечиња, и Ледена и Медена играв као него на Сунчане скале, Honda Energy Palto зимав од другари, беше многу скапо, па го позајмував, па се шпарбав као него, па полис на очари. Ја памтам све за Тоше као да е жив. Дали имаш некоја анекдота или средба со Тоше што ќе ти остане во сеќавање? Не, многу ми е жал. Јас почнав со телевизија 2008, а Тоше почина 2007. Ја до претходно бев студент. Студент бев. Не се занимавам за шоу бизнес. Ко почина Тоша, не знам. Може би енергија. Ја почнав да се занимавам со естрада. Значи јас сум веќе 20 години на естрада. Сега гледам и колку сум стар јас. Така да, може би најголемата желба ми во животот била таа, не е исполнета за жал. Има ли некоја песна што најмногу емотивно те погодува? Среша ми е она дури малку и морбидна и подсети ме Игри без граници? Игри без граници. Да, мислам дека најмногу го опишува неговиот. Јас новите песни не можам да ги слушам од Тоше. Со кои 3 зборови би го опишал? Тоше? Со кои 3 зборови? Малите луѓе имаат 3 зборови со кои би можел да ги... Големите луѓе имаат 300 зборови. Ангел, човек
и воспитан човек. Што значи за вас Тоше и неговата музика? Тоше е една убава фигура која што се провлекува низ сите наши животи затоа што сме негови современици и ја слушаме, ја сакаме, ја негуваме неговата музика. Беше синоним на добар дечко, беше одличен пејач, врхунски. Остави добри хитови, нарочно она што се случи со последниот албум. И еди се, знаеш како викаат за покојникот се најдобро, навистина не можеш да му најдеш мана, не можеш да кажеш ништо лошо, барем не во она светло кое ние го познаваме. Нажалост се случи тоа што се случи, делата остануваат, ние ќе бидеме оно големи колку што ќе успееме да ги негуваме и да ги сега проследуваме неговите музички дела, така да секој случај е една, како ви реков, еден убав човек кој што беше убаво да се познава. Мартиријан си од оние генерации кои што буквално порасна со Тоше и со неговите песни за кратко време, за жал. Што е она што те поврзува со Тоше и колку ти значи Тоше и неговата музика всушност? За мене ми премногу значи поради тоа што израснав со неговата музика за толку краток период, ги доживувам сите негови песни, можам да кажам слободно од прва до последна, и сакам да кажам дека единствено што ми е криво што не сум бил на ниеден концерт, освен на концертот што му беше 2005 година у Куманово. Каков спомен и какво чувство најчесто те врзува за него? За него ме пред се врзува добрината, хуманоста, човечноста, човек со големо срце, па како тла, а не на една чиста насмевка. Која песна ти буди најмногу емоции? Тоа е неговата песна од неговиот последен албум. За жал, тоа е најдрага моја. И какво е чувството вечерва да настапуваш во негова чест и со оглед на тоа што настанот е од хуманитарни цели? Па заради тоа прифатив и јас, како и сите мои останати колеги, поради тоа што овој концерт е хуманитарен, што е неговата најголема одлика, и сакам да дадам се од себе мојата омилена негова песна, една од по-омилените уствари негови, тоа е тајно моја да ја изнесам на еден емотивен начин кој ќе се надевам публиката ќе го препознае. Да имаше шанса, која песна би ја одбрал за дует со него, од неговите песни? Тоа би било дефинитивно крајње време. Зашто? Поради тоа што таа песна има некоја чудна, силна, цврста емоција која на прво слушање не се доживува, но на второ, трето се повеќе ќе ја слушаш. Со кои три зборови би го опишал Тоше? Патриот, хуманитарец и човек кој што си ги сака своите блиски. Си од прилика слична генерација со Тоше. Ќе ми кажеш што за тебе значи Тоше и неговата музика? Па не знам, за мене лично Тоше беше како стол за ја да почнам да се занимавам со оваа работа, со пеење, со музика и со така натаму. Значи,
одличен пеач, пред се одличен човек. Така да имавме многу што да научиме од него и да ни даваше еден пример како треба да се однесува и еден пеач едноставно. Имаше многу што да се научи од човек. Каков спомен и какво чувство те врзува за Тоше и неговиот лик и дела? Па као што кажам, мене ми беше особено драг, немав таа чест да го запознавам лично, но еве на настапи, на свирки, кога ми го барале Тоше да го пеам, секогаш ми било некако тешко за пеење, знаеш, што ти се присеќаш на тоа што он го направи за толку краток период и толку прерано нели си отиде. Така да треба да се негува неговата музика, да се пее, па макар и ако е и ние како изведувачи ни е тешко да го правиме тоа, но мора да живее неговата музика. Дали имаш некоја песна што посебно ти буди некои емотивни чувства? Имам повеќе, значи можам да кажам дојдов пак тајно моја. Сега ми текна. Да, там е една од омилените песни, ако не ми текна моментов, но и има многу. Значи таа ми е како на прво место, но има многу песни од него што ми се особено драги. И какво е чувството вечерва да се настапува по негов повод и во негова чест и баш по повод нели хуманитарен повод? Па одлично, значи кога ми се јави организаторите, веднаш прифатив ја затоа што овие средства кои што ќе се соберат одат нели во хуманитарни цели и треба почесто да се прават овакви работи, посебно кога се работи за една икона како што беше нашиот Тоше, така да ја апелирам и до другите мои колеги, до другите мои пеачи, доколку имаат ваква можност да се појават на некој ваков настан, да прифатат без размислување. Да имаше прилика, која песна би ја одбрал за заеднички дует со Тоше од неговите песни? Това е добро прашање. Па може би ја одбрал со дуетот со Тони Цетински. Таа е некако мој фазон, нели, како поп, рок, така да многу ми се допаѓа таа песна. Нема да се тепаме, нели, на песната, но ми се допаѓа песната. За кои 3 зборови за крај би го отпишал Тоше? 3 зборови. Ако можеш да одвоиш. Па не, ја би го опишал со еден збор пред се, човек. Значи, Тоше беше човек пред се, останатото се друго, значи пред се човек. И можеби токму овие зборови содржат се затоа што Тоше е и ќе остане вечна љубов, вечна светлина и вечен символ на човечноста.